Почитувани гледачи и слушатели на express.mk. На нашиот канал повторно започнуваме со нашите редовни аудио и видео подкасти. Овој пат почнуваме далеко порано отколку што беше тоа предвидено, заради утрешниот настан, кој што во Македонија ќе означи почеток на една разрешница на едно крупно врзано коло во кое што се вклучен светот на високата политика, светот на високата корупција, светот на високиот бизнес и на крајот судството и обвинителството во Република Македонија. Епизодата за која што зборуваме е постапката за суспензија на Вилма Русковска, уште една од долгата низа на епизоди на нашиот серијал наречен Шарената револуција си гледа своите деца. Во тој однос ќе зборуваме тука во нашето студио со новинарот Липчо Златев, со професорот Жида Даскаловски, со бардот на македонското новинарство Горан Момировски и со уште еден бард на македонското право Војо Димовски, довчерашен обвинител, а сега адвокат повторно во својата стара канцеларија во Охрид, со кој што ќе се обидеме да го разглобиме случувањата кои ќе се случуваат утре, но исто така да зборуваме за нештата кои што не очекуваат во идниот период. Наместо вовед ќе се му собратам на Горан. Горан, кои случаи на висока корупција според нашите извори во моментот висат и најверојатно нема да се процесираат заради постапката која што ќе се случува утре? Ова е вака едноставно прашање со навидом едноставен одговор, и тоа наистина ќе треба еден час можеби со колегата Златев, особено со екс-обвинител Димовски, да ги разглобиме сите политичко-правни, би рекол, аспекти на случајот Русковска. Само како за вовед само, најмалку четворица највисоки функционери на оваа власт и уште неколку други исто така високи функционери кои што се процесирани претходно, да некои има и пресуди, тоа зборам за Рашковски и Мухамед Зекири, можат да се спасат со суспензијата на Вилма Русковска. Вилма Русковска е посебен феномен во македонското правосудство. Можеме да зборуваме за тоа каде грешела, каде не грешела, каде била храбра, каде шурувала во политиката и така натаму. Каде направила исклучително големи неправди. Меѓутоа, јас би сакал во оваа емисија да се осврнеме на системот за суспензијата на Вилма Русковска. И мислам дека за тоа имаме совршен соговорник. Совршен соговорник и мислам дека тука и Златев може повеќе да ни помогне. Од вас, да речем, јас искрено емисија во гостина очекувам од вас и професор Даскаловски да ги дадете социолошко-политичко правни, да речеме, објаснувања на таа спрега, мешање на извршната власт со правосудството и некои други аспекти кои што ние веројатно помалку ги знаеме. Претпоставувам дека нашиот обвинител Димовски веќе со нетрпение чека да се вклучи. Колегата Златев е малку помлад, ќе почека малку. Нема проблем, мислам. Да, имаме време. Ова е тема која што навистина ги преокупирам голем број на луѓе, огромен број на луѓе во Македонија сега, заради тоа што од овој случај Русковска, кој што утре треба да биде разрешуван од дисциплинска комисија составена од обвинители, тогава посебен предмет имам за кој што ќе зборуваме подоцна, кој ќе биде во таа комисија и кој е претседател на таа комисија, човек кој што самиот, како Тизер Мал, самиот требало да биде пред дисциплинска комисија за најмалку 2 случаи. Да, не знам дали се слушаме. Да, Воја, дали се слушаме? Тебе те слушаме добро, ама со Горан има проблеми сецка и тоа многу, ништо практично не го слушаме. Добро, ние тебе те слушаме така што повели, воведот беше следниот. Воведот беше дека ќе имаме една ситуација поврзана со утрешниот процес и дека неколку случаи на висока корупција во моментот висат во воздух и можно да не се процесираат токму заради очекуваната суспензија на Вилма Русковска. Па еве, пред да појдеме во самите детали, да се објасни што точно ќе се случува во текот на утрешниот ден. Токму тој јас не го слушнав во најавата, значи отидам на утрешниот ден.
Ако може само да ми тој дел да ми појасниш за какви постапки зборувате? Дисциплинската комисија во обвинителството треба да расправа за дисциплинската постапка против Вилма Русковска. Тоа е тоа што утре треба да се случи. Колку што те слушна, дека почнува утре дисциплинската постапка? Да, Така. И што ти значи тоа? да, повели. Самата околност дека зборуваме за тоа дека дисциплинската постапка конкретен обвинител би влијаела на постапките на обвинителството за организиран криминал во кое што таа работи, зборува за нефункционирањето на системот. Значи, не постои просто речено систем. Ако предметите и нивната судбина и текот на истрагите зависи од личност, од, не знам, од Воислав Димовски, од Вилма Русковска или не знам кој. Значи, само до тоа е веќе алармантна ситуација. Јас можам да ви кажам од прилика што ќе се случува во текот на постапката дисциплинска. Што и да се случува, исходот не го очекувам утре на таа постапка. Значи, таа ќе трае, а последицата е тоа што е таа суспендирана и што, ете, велиме, се соочуваме со тоа нефункционирање на системот, сега дека ќе стојат предметите. Значи, конкретно утре не би очекувал ништо спектакуларно да се случи во текот на таа дисциплинска постапка, бидејќи таа подразбира да таа еден вид судење, меѓутоа со едни имајќи предвид кој го спроведува и начинот на кој ќе го спроведува тоа условно речено судење со едни комични ќе биде доколку се разбирани има условно речено обвинетата, односно Вилма, према која се води таа постапка. Јас сум имал таква можност, мојот однос кон тоа беше така дека го тестирав системот. Имав многу работи и така добив инспирација тие работи кои ги видел од текот на таа постапка да ги така да ги преточам во едно писание. Само да те прекинам, Војо. Значи, утре ќе започне постапката, направам една споредба со собом. Ако дозволиш малку значи, покрај тоа што ќе ни опишеш постапката, тука Горан покрај едно друго прашање, односно покрај на прашање околу човекот кој што ќе ја води комисијата. Предпоставам дека тоа е истиот човек кој што водеше онаа фамозна комисија која што одлучуваше за тебе. Очигледно не го слушаме. Очигледно имаме проблем со врската. Додека стапиме повторно во контакт со Димовски, предлагам да објаснам, мислам дека се работи за комисии кои што се формираат во обвинителството од случај за случај. Овде е да почнеме веднаш. Да, сега не сакам да зборувам премногу, но Димовски не слушате? Не, сепак Димовски не слуша. Добро, би сакал да слушам. Не можам да бидам сигурен, не знам конкретно. Не слушате? Добро. Да. Очигледно. Дали сега да слушам добро? Повелете. Повели, Бојо. До Охрид дори да стигнаме. Нормално, иако е интернет. Сега да слушам. Персоналниот состав на комисијата
Одговараме телефонски, ако не. Па може би најдобро. Најдобро ќе биде добро. Да. Побарете го телефон, Одговараме телефонски, само секунда. затворете го лаптопот да не губиме време. Да, ќе ве побараме телефонски за да се слушаме подобро. Очигледно имаме проблем со интернетот. Негде заглавува на автопатот Кичево Охрид, најверојатно. Таму се поставува. Еве сме, повторно сме во живо во емисијата. Значи, тука со нас е обвинителот Војо Димовски. Мислам дека заслуживме саботажа да нема со... Спомнавме дека има еден проблем очигледно со информатичкиот автопат Кичево Струга. Веројатно и тој исто така има исти проблеми како што има и автопатот во вечна изградба Кичево Струга. Значи, еве да се вратиме на темата. Покрај тоа што очекувавме од тебе еден вид на пресек за тоа како изгледаше твојата постапка пред комисијата за суспензија, или веќе како се нарекува. Исто така, Горан тука го покрина прашањето околу председавачот со тоа тело, кој што е во некој интересен судир на интереси. Така што сакаме од тебе да чуеме еден вид на преглед. А кој е всушност председавач на тоа тело? Јас не сум сигурен, знаете, тоа е тело кое што согласно правилникот или мислам дека во законот е тоа предвидено, во кое што членуваат висшите обвинители од 4 апелациони подрачја, значи од Титолското, Скопското, Штипското и она најновото од Гостивар. И има еден представник од Републичкото обвинителство, номиниран од државниот обвинител. Тој е персоналниот состав. Кој е конкретен председавач во одреден момент, мислам дека во конкретниот случај не може да биде председавач представникот по некоја логика, правна аналогија, представникот од Републичкото, од државното обвинителство, бидејќи со оглед на поставеността раководителот на организиран криминал одговара пред Републичкото обвинителство. Значи тие, а и она што го имаме достапно како информации, се дека ќе дејават како покренувачи на постапката, предлагачи водење на постапката против Русковска. Така што некој од останативе ќе биде председавач. Некој од останативе ќе биде председавач. Меѓутоа, трагедијата во таа комисија е што ја спроведуваат луѓе кои го имаат пишувано правилникот за спроведување на истата, ама не знаат еден куп работи што самите ги напишале. Не сакам да верувам дека такви имиња препишале од некаде некој правилник кој што не го знаат и да го спроведат. Јас не случајно кажав дека пишувам така една книга во која што ќе има и скенови од тие записниците и така натаму, да видите како се случува да дојде човек до пензија, цел работен не поминува во обвинителството, ќе минува инстанциите, напредува преку годините и меѓутоа не знае основни правила на постапката, универзални во сите постапки. Практично, неге ми се случуваше во некои постапки кои неге ми живота водеа преку годините за разноразни прозаични причини и јас ги сваќав како начин на дисциплинирање на непослушни обвинители. Тоа е причината за дисциплински постапки. Предпоставувам овде истото на те кажува дека истото е во прашање. Зборов ние дека во една од постапките мене која ми ја водеа своевремено, истиот човек кој беше председавач на постапка, беше истовремено председател на Сдруженијето на јавни обвинители. И сега видите кога сте обвинител, тоа здружение, јас лично да кажам, дознав дека
дека членува на начин што видов дека се задржува на месечната плата на сметката некоја сума. Иначе дека сум видел нешто тоа движение да во тие 10 повеќе години кога бил дека нешто конкретно сработило, не сум видел, меѓутоа, ајде, јас го тестирам системот генерално и ќе префодамно одлучил да заминам од обвинителството и прочекајте да видим како ќе одила со постапката. Што се случува? Реши да побарам заштита од етнавското здружение со аргументација дека не е постапка дисциплинска, постапката подразбира да имате права да гарантира и со Европската конвенција. Пробав да побарам заштита од тоа етнавско здружение, кое што сум членувал и се плаќал години членарина. И тогаш узнав дека истиот председател на комисијата е председател на здружението. Значи, тоа е нешто како да ви кажам... У исто време и адвокат и обвинител. Ама чекай, колку што знам... Судија во исто време и судија и обвинител. И бранител. Ама чекай да прашам, колку што јас знам уште во време на комунизмот нашите правници учеа што е конфликт на интереси. Мислам... Сега имаме и закон на таа тематика, имаме комисии што се занимаваат со тоа. Јас лично имам поднесено представка пред неколку месеци до антикорупцијската комисија, бидејќи по моето толкување на законот за судени интереси има судени интереси во моментот што и Јовевски и председавачот на комисијата која споредуваше против мене постапка Микларов и јас истовремено сме против кандидати за позиција во Уставниот суд. Ме разбирате? Да, Испаѓа дека де факто тие користат позицијата на обвинители, нивната поставеност таму, за да ме деградираат. Ја долго поднесов представка до антикорупцијска, меѓутоа поднесов после неколку месеци непостапување, поднесов и ургенција пред 2 недели, на која што ургенција уште не ми одговорена. Јасно, Војо, ајде одиме во една друга насока. Очигледно дека Вилма Русковска налета на некој политички гребен, односно налета на високи моќници од СДСМ и од ДУИ, и дека таму се активираа некои врски, политички, полициски, удбашки, какви сакаш едно друго, и донесена е наједноставниот начин да се заврши таа приказна, односно се покрена една дисциплинска постапка. Прашање е за, може би ќе делува лаички од моја страна, од страна на Жидас, иако ние сме политолози, меѓутоа како новинари Горан и Љупчо многу подлабоко следат. Она прашање што сакам да го поставаме, како е можно еден орган кој што е волку значаен за Македонија обвинителството, да има волку ниска транспарентност и волку низок увид од целата јавност за тоа кој внатре работи, како се одвиваат постапките и колку е влезот на политиката во обвинителството. Во држава во која што зборуваме дека има акутен проблем со владење на правото, со правна држава и така натаму. Тоа е прашање. Видете, јас преку годините на работење во обвинителството како обвинител, често се случувало да имам некакви директни влијанија од луѓе кои биле политички фактори во одредени моменти. Тие се менувале преку годините, меѓутоа не сите заеднички не дека во еден момент се доволно моќни да влијаат директно на процесите во обвинителството. Во друг момент се наоѓаат од другава страна, да речем, во смисол дека нивните кариерите или има преголемата моќ, или пак и шетаат со компинија во другата фаза од
биографијата, да речем. Значи, овако се листопадни на некој начин. Јасно. Меѓутоа, константна е сервилноста, кај огромен број од мои поранешни колеги обвинители, и јас сум често пати доаѓал во лични судења, бидејќи мене да ми е со колеги. Во смисол, знаете, мене ми се случувало да работам определен предмет на начин како што јас мислам дека треба да го работам, па да не одговара на никој политички моќник, па да се случи нешто што е недозволиво согласно нашиот закон, тоа да се одземе предметот од мене и да го сработи некој друг колега, како да се изразам со по-методична. А која носи одлука да ти го земе предметот твој? Законски не може никој да го земе предметот, има можност само за изземање кое што ќе го поднесе обвинет, осомничен, заради одредени причини лични. Да речеме, со обвинителот е не знам, во Кавга, се знаат, или се блиски премногу и така натаму. Меѓутоа, тоа е друга статија. Меѓутоа, зборувам јас за тоа, просто едноставно предметот ти го зема раководител и го работи или тој или подава на некој друг колега. Значи, тоа е напор од закон. Но се види се, со моето лаичко познавање на правото како политолог сме полагале само 5 испити, така беше, Лјупчо. Колку што знам јас, значи при една вака повредена постапка, безпредметно е нетамошното судење. Овој дел, ова е, да речам, малку така филигрански дел на нашиот узана е постапката пред обвинителството. До таа мера ќе се разводни ова процес на грешка, до крајот, дори дојде до судот, заради тоа што судот во главном нема никој голем увид што се случува. Тој ќе добие обвинение или пак воопшто нема да дојде до суд предметот ако се донесе решение за отфрлање на пријавата ако се затвори предметот. Инаку она што односиме ние како јавност, информација по причините за кои водат постапка на Русковска, тоа е бидејќи таа не дава многу образложени причини, добро образложени причини за некој претрес таму, што се одвиваше во просудите на финансиската полиција. Јас најодговорно ви тврдам, ако заради таа причина се води постапка и се разрешува обвинител, ние ќе останеме без обвинители. Значи, манирот на неаргументирање на претрес, манирот на неаргументирање на причини за притвор е еден мейнстрим. Значи, главната линија на постапување е таква. Ретко се дава добро образложени причини. Моски, едно прашање ако може. Колку роднини имате вие кои се адвокати, судии или јавни обвинители? Јас лично? Да. Немам воопшто јас. Затоа си одите од обвинителство. Вие едноставно не сте влегле во фамилиарната слика на таа институција. Немав ни интерес да влезам во тоа. Своевремено јас напишав една информација која што во нормална здрава јавност веројатно ќе требаше 3 дена да е ударна вест. Значи ја напишав од позиција најавен обвинител пред 2 години, имав сознанија, тоа е лесно проверено на Facebook профилот мој. Повертирав кај тројца колеги, од кои едниот мој поранешен професор и човек кој што измена околностите, па сега може и нешто и конкретно да превземе во врска со тоа. Но не превзема, значи,
Конвертира филмја на луѓе за кои што разбрат дека мора да бидат примени во Академијата за судија и јавни обвинителство. Тоа го конвертирав неколку месеци пред нивниот избор. И потоа беа избрани. Знаете колку беа тие имиња избрани? Сите. Сите до еден. Ете јас видов место. Тоа се фигура дека не сум видов. Иако во Охрид има и луѓе со посебни моки, има така езотеричен град е природно, но веројатно не сте видови. Сигурно не сум стварно дека не сум видов. Не, она што сакам да прашаме дека низ јавноста простори една информација дека наводно при неколкуте скорешни примања на Академијата за судија и обвинители, покрај тоа што директорката бранеше непотизам, што уникатен случај во 21. век во Европа. Но еве да го ставиме тоа на страна. Наводно простори една вест дека кандидати кои што ги фатија пред неколку години како фалсификуваат TOEFL тест во Албанија, затоа што им истекнал периодот нели кога тоа влегува во досие, дека сега повторно аплицирале и дека сега си влегле затоа што биле синчиња на некои обвинители или суди или затоа што биле дел од СДСМ и ОДОИ. Има ли вистина оваа информација? Слушнав ја информација за некоја колешка која е стигнала во Федерацијата последна, дека е успеала да влезе во вториот обид, докако во првиот дала таков фалсификуван документ. Значи, и дека секој ќе очекува да не утре да биде судија или обвинител. Човек што фалсификува оди во затвора, не оди да биде обвинител, мислам. Мислам дека во случајот имаше условна казна која што Видите, јас ако вака правам некој пресек хронолошки како ми се случувале судиви со хиерархијата во онај непријатности и така натаму и притисоци, тие огромно беа во периоди кога јас инсистирав да се провери имотот на сите судии и обвинители. Тоа е едноставно нешто да се направи и постои законска регулатива. Со мене се сложи дури актуелниот министер Тупанчев. Барем дури не беше министер, а тоа не знам после, навистина не како му е ставот односно тоа. Така ние имаме доволно законска регулатива во областта на даночните закони да се провери имотот на секој обвинител. Она мети тоа знаете колку пати го кажа, колку пати не се реализира. Меѓутоа не е изговорот не држи дека нема веќе, но не можно. Доколку мене ми најдете некоја богатство, кое што не е несразмерно со моите примања. Тоа е просто операција математичка. Колку што можам да заработам со тогава плата обвини. Така. Доколку ми најдете нешто такво во управната даночна постапка, имам можност како даночи со болен данок. Не знам која беше став. Да, јас ќе замолам ако може само да се вратиме на целата тема. Овде ми се чини дека обвинител Димовски јавно ветувам дека има покана да дојде во Заспи ако можеш на Алфа, претпоставам дека и вие на Радио Лидер Златен Буцински ќе го поканите кога ќе почне со емисијата. Вие кога почнувате Горане? Па на почетокот на септември, некаде не е утврдено се уште точно, меѓутоа предлагам да овие сите детали околу моралот и етиката да ги оставиме за една таква емисија, се разбира и законот и правилата и уставот, а овде да се фокусираме на она што навистина е прашање на денот на неделата, ја би рекол дека е клучно прашање за едината на македонското правосудство, ако сакате и на поглавието 2024. Па не ви рекол. Па добро, мојот став е таков заради тоа што рековме на почетокот има четворица луѓе кои што во моментов се на високи државни владини функции и уште тројца кои што може да се спасат од пензијата на Русковска. Не знам дали пронешот обвинител кривичарот Војо Димовски ќе остане со нас во емисијава или ќе запреме тука, не знам како беше договорено. Само да го прашам уште еднаш. Значи прашањето е дали се загрозени постапките против предсе
зборуваме за поранешните генерални секретари на владата. Потоа ова што излезе во јавноста околу наводните постапки поврзани со директор на финансиската полиција и наводниот случај каде што се оди до самиот врв на Министерството за внатрешни работи, односно дали суспензијата за Русковска значи завршување на овие постапки. Во нормален систем тоа не треба да има дилема кој е одговорот на ова прашање. Во нормален систем не зависат од персоналните, односно не зависат од индивидуи противниците во обвинителството. Ако е нема Русковска, има други луѓе таму. Значи не треба да стане збор за тоа. Нема причина некоја таква формално правна збора. Дали ќе го работи предметот Русковска лично. Дури јас сум помалку изненаден во околноста што раководителот на тој сектор, раководителот на организиран криминал, одделение, работи активно толку предмети. Таму има една бројка солидна на обвинители. Значи, кратко одговорот би дека да имаме нормален систем, сега ќе видиме дали ни е нашиот систем нормален. Дали ќе ги работи Русковска предметите или ќе ги работи некој од колегите други кои работат таму, тоа не е битно. Нема причина да не продолжи онаму каде што застанала Русковска, војно теоретски, да продолжи било кој обвинител. Нема никаква пречка. Видите во постапката, предходната постапка или истражната постапка, действијата кои ги презема Русковска се валидни. Ако прибрало на документација и така натаму со спочава некои сведоци, тоа е све валидно. Нема знак на равенство со ситуација кога судечки судија биде издемен или суспендиран и така натаму. Тоа значи дотрување на судењето одново. Но во ова предпоставка во фаза на испреда, што се работила Русковска може практично да биде доправено од друг обвинител кој ќе донесе јавна обвинителска одлука. Но сега оние спекулации во јавноста да одредени други нејзини колешки или колеги од обвинителството кои на малки заведе работите, тоа е алармантно. Тука треба да има нието на јавноста да се насочи. Дури јас сум изненаден, искрено да ви кажам, познавајќи меѓучовечките односи во рамки на обвинителството, јас сега пред малку објавив нешто на мојот Facebook профил, изјава од Русковска од 2020 година, значи пред 2 години и 1 месец, може би, изјава, кога таа вели ако си објавите од обвинителството, ќе си одомија. Значи, зборовни, Русковска не беше обвинителот од Воислав Димовски, кој што важеше за проблематичен за иерархијата. Таа беше дел од иерархијата, дел од мејнстримот во обвинителството. Иронијата овде е уште поголема што сега таа се наоѓа во таква позиција во тие мирни дворски игри, да речем. И до тоа се почува кога не сте самостоен, кога имате некој ментор на главата во политиката. Јасно. Војо, би сакале прво да ти се извиниме што земавме на тебе време од семејството волку долго вечера. Нема никаков проблем, задоволство ми е да останде. Сега исто така, да знаеш дека имаш покани за 2 емисии, за една радио емисија Утринско еспресо Златев и Боцевски, за една ТВ емисија Заспи ако можеш, следниот пат која ќе си во Скопје. Тогаш здравје, премиерно сакаме да те видиме меѓу другото и како адвокат. Не знаем, веројатно поинаку ќе изгледа како адвокат, ако нешто викаш. Мислам дека не. По тоа што јас го следам кривичарот, како што вечера разговараме, мислам дека се работи за високо етичка и високо професионална личност, мислам дека нема да го смени својот став кон правдата пред се. Тоа не се сумневам. Да. Може ли сега малку да го прокоментираме лекот делото на Беларус? Само уште еднаш кај да се заблагодарам само на Војо. Се надевам дека ќе продолжи да не следиш, сега одиме со оние сознанија кои што доаѓаат до нас во целиот овој период
и кои што буквално одат во линија на твојот заклучок, односно во моментов интересот на јавноста е дека се случиле некои истраги инцидентно кои што одат во вистинска насока, меѓутоа најверојатно доаѓаат да прекинат тие истраги кои што одат до самиот врв на власта. Така што ќе ги споделиме тие информации, Војо ти благодарам и прати ме работи, тоа е интересно време е да се видиш човекот од мојот страна е. Значи, има некои дневно се случуваат работи кои што не сум предпоставил дека во низ на години ќе ги доживеам да ги видам. Во секој случај интересно е, ќе пратиме коментираме. Јасно, благодарам многу Војо и вие благодарам, живи здрави, ве поздравувам. Ве слушаме и се гледаме. ајде така. Ливчо, одиме со тебе сега. Мислам, прашањето треба да биде, кажа бившиот обвинител кривичарот, дека во нормална држава сите овие обвиненија ќе ги преземе друг обвинител и ќе продолжи. Не, вака се. Ќе ти дозволи, знаете, во контекстот дека му трае емисија, ми праќаат едно видео, со аудио се разбира, од судиката Олја Ристова, се чини дека голем дел луѓе што се во овој бизнис ја познаваат. Таа е судика која што го судеше предметот двојник, ако ви текно издавањето на 215 пасоши. Добре. И сега додека траеше емисијата, се обидов да го слушам и обвинителот и да слушам и таа што збореше. И кажува една фантастична работа која што е контра тоа што го кажат Димовски. Тој вели дека доколку руското ги успела да ги собере сите докази, а таа рече да ги собрала... Не, и мал дел од доказите да собрала, секој може да прода. Да. Во нормална држава. И да рекла, ја почнувам, секој може да и ништо да не собрала, секој може да собере. А овде во случајов конкретно кажа Русковска дека се собрани доказите, обезбедени се доказите, значи од три институции, тоа меѓу кои што и од МВР. Ова зборуваме сега за се вика ВИА сервисот каде што се регистрирало возилото автобусот на Беса Транс, каде што загина 46 луѓе живи изгореа во Бугарија. Олја Ристова, не знам дали ова аудио видео е со некакво ниво на заштита, меѓутоа без разлика, се работи за јавен интерес, со сиот ризик, ќе го објавиме ние вечера овде. Таа кажува дека не кажува директно дека е случајот двојник, меѓутоа со оглед на тоа што е снимено видео во лани најверојатно, но кога и да е снимено, таа е единствен предмет каде што суди полициски овластување луѓе што имаат, е случајот двојник. Таму имаме 7-8 луѓе кои што беа осудени на казни од 1 до 3-4 години затвор, меѓутоа сите тие луѓе беа на многу ниско ниво во хиерархијата на МВР. Не дојде предметот до повисоките луѓе кои што Не даде до некој е главен и одговорен за ова, а тоа е Оливер Спасовски. според сите индици се согласувам за те. Според моето мислење, закон е тужи да биде моето мислење да не може да ми земе пари. Да, уште не сме законот да се суди за мислење. Да. Беше таков предлог пред некое време. Да. Да се вратиме, ако ми дозволите, на Олја Ристова. Ајде, пуштиме. Многу, да го пуштиме видеото, се надевам дека ќе може да го слушат и нашите гледачи, за да сватат зашто ние овде станува овде слушно збор. Сакам да кажем по однос на правдата која полицијата, јавното обвинителство и така натаму, дека дефинитивно постои селективна правда, бидејќи јас сум судија во кривичниот суд во Скопје и тоа можам да го видам низ предметите кои што се доставуваат до мене за судење. Многу јасно се гледа дека во тие предмети дел се опфатени од службените лица, меѓутоа дел не се опфатени. Едноставно никому не му е јасно зашто е тоа така. Меѓутоа тоа го знае веројатно полицијата и обвинителот кои што се занимавале со тие предмети. Како тоа да се надмине, би требало да има некоја ревизија на работата на тие предмети, на полицијата, на јавното обвинителство, бидејќи судот никако не може понатаму да реагира и не може да додава обвинети. Секако согласно законот, она што е во обвинението, тоа и се суди. Мислам дека тоа е тоа. Горан, иста ваква изјава, каде што се потврдува селективноста, пред некое време имаш и токму оваа госпоѓа која сега вие тука ми ја кревате во блаците. Станува збор за Вилма Русковска.
прашана на телевизија како бирале кои од овие кои беа учесници од 27 април ги обвинила за тероризам, а кои не, пошто нели имаше многу и што не беа осудени за тероризам. На телевизија ја праша. Она вика, па не можевме сите да ги обвиниме за тероризам, и едноставно седнавме и ги биравме кои ни личат поише за таа работа. Значи, тоа го кажа Вилма, не го кажа Љупчо. Кои им личат физички. Да, да. Значи, буквално, они си ги бирале кои ќе ги прават терористи, кои нема да ги прават терористи. И на крајот, потоа си ги бираа кои од тие се организатори, и ние уствари укапиравме дека организатори на 27 април биле, верували или не, Спиро Ристовски, Милијан Екиевски и господинот Трајко Велјановски, кој беше председател на Събранието. Така им личеле. Иако, оној кој по мое мислење беше организатор на 27 април, и според мислењето на секој рационален човек Сашо Мјалков, не беше осуден. Знаете како е? Извинете. Сега мора малку јас беше војо долг, сега малку ја ќе бидам пократок, но сакам да имаме една елаборација во однос на ова прашање. Прво, мокниците и селективноста на правдата. Тоа не е синоним само за Македонија. Джефри Епштайн 11 години траеше периодот од неговата првата пријава од отварањето на неговиот процес, се дури тој да биде ставен за решетки. Видовме како обвинители се пазарале со него, како му даваат да се изјаснува наместо за педофилија, за проституција и така натаму, не битно. Мокниците сегде имаат начин да го заобиколат законот. Негде помалку, негде повеќе. Кај нас не само што имаат начин да го заобиколат законот, туку кај нас тие се оние кои го креираат она што се нарекува правосудство. Да не се залажуваме. Истата оваа Вилма Русковска, која денес е херој, беше своевремено, за време на владењето на ВМРО-ДПМН, напикана во еден од телесните отвори на тогашниот директор на Државната безбедност, односно на Агенцијата за Управата за безбедност и контраразузнавање. Вилма Русковска потоа стана ревносен извршител на судските барања на една друга наказа од Струмица, по моје мислење наказа, Зоран Заев. Потоа дојдовме во една ситуација каде што СДСМ влезе во веќе четврта, пета година владење, 22 сме. Шеста да не. Може би шеста. Од мај 2017 веќе шеста година. Веќе шеста година. Сега во шестата година од владењето на СДСМ ние сведочиме нешто друго. Затоа што имаме една системска корупција од милионски размери. Десетици, стотици милиони, само секунда. СДСМ почна да се пресметува самата со себе си. Кој колкав колач ќе подели. Вилма Русковска во сиот тој период беше само своевиден на продолжена рака на едно од тие крилата. Од тие крила на СДСМ. Значи, да не навлегуваме во апсурдни муабети, во непотребни муабети. СДСМ во овој момент и Вилма Русковска се едно. И секој обид да ни се прикаже нас желбата за правда, замислете колку е трагично, доколку нашиот сон за правда како нација треба оваа жена која е екземплар на спрегата политика-олигархија, според моје мислење, доколку она треба да ни биде спасот. Навистина е срамота воопшто да анализираме на таков начин. Значи јасно е. Злате, Зошто драги сега зборуваш за личност? Јас зборувам за принципи и тогаш кога ги судеше луѓето до 27 април, Добро. зборувам за закони и тогаш кога ги судеше и организаторите за 27 април и Добро. сега не е важна Вилма Русковска. Важно е дека јас сакам конкретен да бидам. Во оваа изјава на Олја Ристова, ако Вилма Русковска е толку Злате, доследна, Злате. зошто Драги Рашковски е слободен човек денес? Злате. Јас кога го објавив Драги Рашковски, сега ќе се Ама- вратам овде. Кога го објавив Драги Рашковски како слободно шета на улица, иако треба да биде во куќен притвор, мене оваа жена ми се јави на телефон и ми бараше да го однесам телефонот мој, личен,
да ми го вештачи, за да утврди дека автентично било тоа што Драги се шетал. Замисли, он има полиција, има истражители, има обвинени, мојот телефон ќе го вештачи. Месеци подоцна, денес, јас, кога се шетам низ аеродром навечер, кога пешачам, го среќавам Драги Рашковски како слободен човек. Благодарение на овој обвинителски систем кој го овозможи тоа. Мухамед Зекири, големото достигнување бил зад решетки. Хајде да се обложиме дека за неколку месеци и Мухамед Зекири ќе биде дома и ќе биде во еден долг судски процес и на крај ќе заврши и они Драги Рашковски и сите и Сашо Мијалков, ако сакате, ќе завршат исто како Владо Бучковски. Тоа се Мислам дека релевантно е што го пуштивте видеото на судиката, бидејќи таа, не знам на кој настане, меѓутоа искрено објаснува дека при обвиненијата, односно судиите кои работат на случаите се зависни од обвиненијата кои што ги потекнуваат обвинителите. И дека во многу случаи обвиненијата не се однесуваат на, како речета, службени лица. И тука е врската со оваа тема што денеска ја отворив. Тоа е суштината. Јас ќе ве замолам, ако ми дозволите уште еднаш сакам да го пуштам ова видео, да го слушнеме внимателно, зашто овде се крие суштината. Внимајте уште еднаш. Олја Ристова, судика, која што само еден предмет има, сега се обидов да проверувам, каде што се инволвирани лица со полициски овластувања или полицајци. Тоа е предметот двојник, издаден 215 пасоши. Таа нема други предмети. А доколку утре се вади дека не мисла на тој предмет, тогаш не може да биде така, заради тоа што само тој предмет го водел со политички службеници. Да слушнеме уште еднашка што вели за селективната правда и за суштинскиот момент од нејзината изјава, вели не се сите докази приложени кон и не се сите луѓе кои што може да бидат гонети. Да слушнеме, Олја. Сакам да кажем в однос на правдата, полицијата, јавното обвинителство и така натаму, дека дефинитивно постои селективна правда, бидејќи јас сум судија во кривичниот суд во Скопје и тоа можам да го видам низ предметите кои што се составуваат до мене за судење. Многу јасно се гледа дека во тие предмети дел се опфатени од службените лица, меѓутоа дел не се опфатени. Едноставно никому не му е јасно зашто е тоа така. Меѓутоа тоа го знае веројатно полицијата и обвинителот кој што се занимавале со тие предмети. Како тоа да се надмине, би требало да има некоја ревизија на работата на тие предмети, на полицијата, на јавното обвинителство, бидејќи судот никако не може понатаму да реагира и не може да додава обвинети. Секако согласно законот, она што е во обвинението, тоа и се суди. Значи, обвинителот што го дал предметот на судиката Олја Ристова, отишел до едно ниво, до извршителите на криминалот од 215 пасоши. Не отишле повисоко. И сега тука што е суштинската врска, ја многу сакам да бидам директна, се извинувам. Љубомир Јовески, државниот обвинител, го одзема овој предмет од Вилма Русковска и го дава на основното скопско јавно обвинителство, кое што нема ингеренции да води случаи против политички службеници. Можеме да зборуваме, Златев, до изутрина за Вилма Русковска и јас можам да кажам тоа што го кажа ти, пута 3. И за спрегата меѓу политиката и за СДСМ. Значи, не е спорно тука. Меѓутоа, овде сега зборуваме за конкретни случаи. Љубомир Јовески го одзема предметот од Вилма Русковска, го дава на основното скопско јавно обвинителство, кој што бај да мене ме гони со 2 активни кривични пријави. Ама не сакам да зборувам сега. Ама не сакам да зборувам за лично. Зборуваме за принципи, зборуваме. Знаеш кај лежи заекот? Очигледно е. И во тој случај, во овој сега со Вилма Русковска, очигледно е според моје мислење, дека треба тука да се заштити еден човек кој се нарекува Оливер Спасовски. Ама дозволи ми се, јас затоа зборам, ти збориш општо, јас зборам конкретно. Значи, конкретно ја го кажувам името на внимавајте, да била Вилма Русковска, да не е бил одземен предметот од страна на Љубомир Јовески, таа ќе одела до Оливер Спасовски во предметот од двојник, заради тоа што не може министерот за внатрешни работи да не знае за 215 издадени пасочи на криминалци и разни други шарлатани. Да, но зошто Вилма Русковска, ако е толкова загрижена за јавниот интерес, наместо да вели нека истражат новинарите зошто е разрешено, зошто е суспендиран,
Зошто Вилма Русковска едноставно не излезе јавно и не каже, имам случај број 1, во кој јасно е дека тој направил такво кривично дело. Имам случај 2, во кој јасно е дека тој Ти знаеш за процедурите, не може да направи она така за излезе, тоа е деловна каква тајна се нарекува. Во моментов таа не може да излезе јавно и да каже како што збориш ти, тоа мора да помене низ процесна. Какви процеси, значи Вилма Русковска едноставно треба да открие кои се случаите поради кои таа е суспендирана. Се додека Вилма Русковска не го прави тоа, ова е само уште една обична внатрешна игра во СДСМ. И сега ние тука треба да завземаме страна. Не зашто? Нека. Ама зашто да завземаш страна? Не можам да ја брана. Ама зашто да ја браниш? Кој ја брани? Со што ја брани? Кој ја брани, кажи овој? Еве ти од преска ви каже од ова зависела иднината на правосудниот систем во Македонија. Од тоа дали Вилма ќе биде суспендирана зависела правно. Сега тука ќе мора да ја прекинем. Жидос, дали од овој случај зависи иднината на правосудниот систем во Македонија? Вака сега, кај граѓаните одам на правосудниот систем е толку срозан што нема иднина. Никој не верува во реалноста на пресудите, во реалноста на процесите, така што не верувам дека многу ќе влие во перцепцијата кај граѓаните, меѓутоа случајот е многу битен, бидејќи станува збор за процеси каде што обвинител кој што очигледно има голема моќ и кој што процесира одредени сомнежи за законско неделување, односно противзаконски процеси. Јасно. Се на некој начин со некој се обидува да ја елиминира. Без разлика на незината професионалност, честност, поминати постапки и така. Или непрофесионалност и нечестност. Да, ние тука зборуваме за страшно голема работа, каде што практично се влие преку обвиненијата и обвинителите да некои случаи не се доволно истражат и да не се потегнат од определени процеси во судовите. Не, ама добро, имавме неколку точки тука кои што беа многу интересни. Првата точка беше она изјавата на директор на финансиска полиција Арафат Муареми. Бившиот директор. Ако јас одам, сите ќе ве однесам. Значи тоа беше прилично мафијашка закана, барем ја тоа така го. Нема, Арафат Муареми се терети, според оно што јас го имам како информација, го теретат за 90 милиони евра затаен данок кој он им го овозможил на некои компании во Македонија. Значи сега Не, мислам дека не е тој предмет. Тој се гони за неколку кривични пријави од бизнисмени кои што се пожалиле, поднесле представка, пријава кривична до обвинителството. Барано е мито, еден од луѓето јас го сретнав лично, барал мито преку еден од своите соработници и луѓето се пожалиле, има доволно доказ за тој предмет. Ниеден од овие докази не може да заврши. Јас согласувам, ќе бидат процесирани сите. Меѓутоа прашањето е кога? И прашањето е кој обвинител. Сега на пример сега да го поврземе што го зборуваше судиката Олја Ристова со тоа што го зборуваше првиот обвинител кривичарот Војо Димовски. Точно е дека нема заради смената на обвинителот, обвинителката во случајот да запрат предметите. Кој ќе спасува сега работата? Лиле Стефановска? Чека за малце, ние сме навлезени во оваа работа премногу предлабоко и ги следиме. Сега малце мораме да го поедноставиме. Ајде да кажеме сега. Арафат Муареми води институција која што се вика Управа за финансиска полиција. Управа за финансиска полиција, чија што основна дејност е да открива финансиски криминал. Значи, според некои сознанија кои што дошле до Лјупчо, тој ја користил позицијата некому да овозможи да не плаќа данок, односно според тоа што е до тебе стигнато, Горан, тој рекет барал од луѓе на кои што веројатно А веројатно станува збор за двете. Да. Мислам дека ова твоја што спомнав, се уште не е процесирана. Нема, сега, значи, наместо се занимава Агенцијата за војнска полиција со тоа што е работа, се занимава со целосно спротивно. Ама не, они мислат дека работа има финансиски криминал. Па не има тоа работа како гонење на финансиски Па сега добро, тоа гонење го испуштиле малку. сега, затоа што очигледно И така се со Тетовски универзитет што да им правиме. Според сега да анализираме, јас сум политолог и кажи, ја и ти тоа може да анализираме. Ако неговата изјава, ако тонам јас сите ке потонете, тој укажува дека во моментот во Македонија на власт се наоѓа една групација која што злоупотребувајќи ја мојста, злоупотребувајќи ја власта,
цица пари од приватниот сектор, од граѓани, од фирми и така натаму. Добро утро, Виетнам. И ги насочува кон своите џебови. Мораме да го повториме многу јасно. Значи, во моментов немаме ние власт, него имаме спротивното власт. Имаме една разулавена банда на власт, која што кога и беа загрозени позициите, кога еден од нив кажа дека не сакам сам да страдам, решението беше најдено во тоа што отстрануваат Вилма Русковска. Значи, тука ќе се согласам со Лјупчо. Херој не треба да правиме од никого, посебно не од Вилма Русковска. Не знам дали кидала до крај, и тука ми е малку сумнително. Мојата прва колумна Така што- посветена за оваа власт е напишана негде во декември 2017 година, значи колку месеци по доаѓањето на оваа власт, објавена е во Република. Ќе ја побарам да се подсетам на таа колумна. И во таа колумна јас пишувам дека ние на власт немаме партија, немаме власт, немаме влада, дека ние на власт имаме картел. Неколку години подоцна, тоа се потврдува и тоа е тоа. Јасно Може е, само да, да само јасно е дека во времето на Груевски се протури еден термин заробена држава. Така е. Сега за што зборувам? Ова не е само заробена држава, ова е држава каде што јавно одредени криводеланија, како да се изразам, не знам, одредени процеси кои што народот препознава чиста корупција, се обидува да се сокријат, а во некои случаи дури и тие што се внатре вклучени во процесите, де факто признаваат со изјави дека немојте за моето криводелание, туку зашто јас сите ваши други законски ќе ги откријам. Така што дојдени сме на едно апсолутно дно и прашањето е како ќе одиме понатаму. Значи, во контекст на ова што досега го зборуваме, Продолжиме на оваа тема, како ќе да понатаму или ја би сакал да збориме конкретно, рековме на почетокот четворица високи државни функционери. За кои се тие четворица високи функционери? Еден од нив јас веќе го открив. По моје мислење е Оливер Спасовски. Сега не знам, втор се говори. Значи за предметот поврзан со Беса Турс, таму зашто ако добро разбрав од тоа што го читам и го слушам денови од повеќе луѓе, сакаш да објасниш? Сакам да објаснам дека во предметот Беса Турс очигледно е дека овој човек, по моје мислење, има директна одговорност за трагичното загинување на тие луѓе кои загинаа во автобусот. Значи, затоа што системски им дозволил на тој технички преглед и на Беса Турс да го прават она кој го прави. Точка. Значи возилото е неисправно. Така, Да. Силата ми неисправно, технички преглед рекол дека и тоа Да. Тоа е тоа. Значи не, да бидеме сега прецизни. Оперативци на Бирото за јавна безбедност на 25 август 2021 година Мислам дека беше да. поднесуваат до Оливер Спасовски, кој што е директно лично надлежен, не е значи некоја друга институција во рамки на МВР, туку кабинетот на министерот и министерот лично, одговорен за ваков видна решенија во однос на центри за сервисирање на регистрација на возила. Тој го чува цели 3 месеци предметот во фиока и го одбива 3 дена од како се случува несреќата во Бугарија и живи горе 46 луѓе. Чи внимавајте, 3 дена од како се запалени луѓето во Бугарија. Тој чекал 3 месеци. Зошто чекал? Како чекал? Кои документи недостасувале или ги имало па ги нема сега? Тоа е прашање кое што ќе треба да го објасни можеби Вилма Русковска. Вториот функционер за кој ја слушнав е овој фамозниот и мене омилен министер за земјоделие. Јас таква информација немам. По моје не знам. мислење дека он е так печен за затвор, али да видим. Добро, јас за таква информација не. Јас сега зборувам за конкретни процесни действија кои што се преземени од страна на Вилма А кои се Русковска. четворицата? Значи, Оливер Спасовски, еден. слушнавте и самите, кажа дека во текот на оваа недела, односно од денеска, требало да почне распитот на сведоците во врска со предметот Беса Турс, кој што неминовно ќе доведе до Оливер Спасовски, заради неговата поставеност како човек кој директно дава решенија за Таму исто беше и со пасошите, па ете не стигна ја чув на Олјар исто. Да.
И сега веројатно Вилма е сменета за да не стигне до Оливер Спасовски целата работа, повторно. По твое мислење, така? По мое мислење. И по мое мислење. И по Значи, мое. да не, тужат кажете си по мое Денеска Спасовски даде една изјава, само ако дозволите, каде што вели дека тој ги предал сите докази. Но во суштина ги предал сите документи кои што биле барани. Но прашањето е сега дали некои документи не биле барани намерно или не намерно, тоа ќе го видиме понатаму дали ќе се како ќе се оди за По ситуација. твое мислење, кој е вториот од тие четворица гора? Спомнавме Арафат Муареми, значи имате отворена постапка, значи. И имам уште двајца. Значи има претрес По твое извршено мислење? така. Кај Оливер Спасовски нема претрес. И Вилма Русковска завчера демантираше дека имало план за апсење, меѓутоа како така јавено ветел никогаш не може да каже дека ќе апси некого. Меѓутоа таа ги докажа сите работи дека има подготвено докази, тие се обезбедени така натаму и тука ми се чини дека Оливер Спасовски има сериозен проблем. Значи вториот рековме Арафат Муареми, таму веќе претрес направено има. Третиот е директорот на дирекција за заштита и спасување, за кој што Вилма Русковска Беки Махсути се вика човекот, доктор на науки, инаку пранешен. Јас се загрижи, викам Стојанче ќе ми го гона. Не, Беки Махсути. Тоа е, значи, веста за суспензијата на Русковска дојде еден ден од како беше објавено дека се води истрага за поправката на ертракторите. А од која партија е овој Максути? Мислам чини дека е Дуи. Да, уствари цело време Стојанче го обвинуваат за ертракторите, иако тоа е надлежност на овој не е на Стојанче. Да. И четвртиот, по мое мислење, да се оградиме, не се оградуваме, ова нема ограда од ова. Ова се три од овие постапки досега се завршени во 90%, па дури принципот што го кажа судиката Олја Ристова Преска не може да важи затоа што не може да вадат од фајлот за овие луѓе. Значи, прашање на време. Четвртиот е лицето ВН, што е предмет кој што е процесиран од да видам како се вика, ја ќе кажам по мое мислење. Вице Н. Се работи за Вице Н, човекот кој што го има во критична пријава за рекет во Рек Битола. Ланската година тоа е поднесено, започната е постапката во мај, се разбира се работи за лицето Вице Заев, тука немаме никаква дилема, така? Се чини дека е. По мое мислење она не ви, најсега да се изнасмееме. Постурио нема да има. Еј, замисли Невин да е Значи, таму се работи за нешто што не беше расчистено до сега ни во јавноста. Лицето ВН го пишува во првичната критична пријава поднесена од организиран криминал во МВР и однесена во обвинителство. На чудесен, магичен начин неговото име, односно Вице Не, Вице Н, така се нарекува. Дека пошто не го кажале како се презира во еден лице, непознатиот. Као Џон До овој бил Доса. Вице Н и исто така и таму има собрани докази, има изјави од луѓе, значи нема бега. Вице рекетара, што збориш? Магичен начин само довршите го. Магичен начин во втората критична пријава во обвинителството го нема делот со Вице Н. Значи го нема. Го има. Кој го менувал? Каде е менувал? До сега никој не кажа. Го спомна Вице, морам да прашам, го има ли делот за црквата? Не, тоа заврши, тој предмет. Звонко заврши. Тоа заврши, тој предмет заврши. Со вишкарникот таму заврши. Таму нема ништо. Значи овие се луѓе четворица се овие луѓе кои обвинителството, истото ово обвинителство, предметот евро за Вицето евро за црквата констатираше дека Заев е чист. Истото ово обвинителство. Прво го преквалификува, ги елиминира пин мерките и тука е судиката кој што го направи тоа, е посебен кавај, за неа посебно место ми се чини дека има во правосудниот пекол, но тоа е друга тема. Значи, освен овие четворица луѓе, Беки Максути, Арафат Муареми, Вице Н, односно Вице ЗАФ, по твое мислење, по мое мислење, да. И по мислење на светиот архиерейски синот. Да, и Оливер Спасовски по мислење на светиот архиерейски четири функционери, овој не е функционер последниот. Кој не? Тој Вице не. Вице не е функционер, меѓутоа тој е дел. Како не е функционер? Дел од овој е Заев, овој е Вице Заев, кој што имаш вице премиер. Дел од една сериозна структура која што контролирал и правосудни институции и институции во бизнисот
Рек Битола, нели, тоа ќе се утврди дополнително, деталите меѓутоа се заедно со Русковска Чекај се се, пак да го објасните што сите него следат тоа постојано. Значи, обвинувањето е дека во јавните набавки се вградени фирми поврзани со тоа лице. Така И рекетирале. тоа. Еден од бизнисмените поднесе кривична пријава дека бил рекетиран. значи добил тендер во Рек Битола, чинам 500.000 евра. И му дошле луѓе, што ги идентификувал како Вица Н, и му рекле, или ќе дадеш проценти да заработиш, 250.000 евра, мислам, чини дека се во прашање, Тоа е 50-50. да, или ќе си заменеш скроз. И човекот рекол, не можам да работам јас за пола од парите, ќе бидам во Ето загуб, го, нели? таму имаме тоа една компанија, само вака да ги продуховиме малку слушателите и гледачите. Тоа е компанија која си има Ајнштајновото правило за релативноста, зависноста од просторот и времето, каде што е надмината веќе. Мислам дека ЦЕРН треба да анализира, затоа што во еден има случај каде што камион копал во еден ден 27 часа во Рек Битола. Значи, таму се побиени сериозни закани. Таму се во Рек За еден Битола. час работеле час запирка 3. Значи, таму даваат извешти за сработено и кажуваат дека 27 еден камион има обработено во тек на еден ден, има сработено 20, не знам, и датумот го имаше, 20, пробиени се сите бариери. Мислам дека веќе светските научници кои не веру теоријата на гравитацијата е Тоа не е создадена. за обвинителство? Па, Чекај да правам. Ќе имаме спојување на, знаете зашо зборувам ако се Чекај, разбирате ама од ако е физика. тоа така, Да. ако е тоа така ставено, значи дека по тие 27 часа се фактурирани Да. и се исплатени. Да, И исплатени сме ги платели и ние преку нашиот сметка за струјане. Ама не, ние многу работа сме платиле за кои дете. Сега ви кажувам, има таму сериозни и ова увозот на јаглен сега што е последно и имаме таму. Значи Рек Битола и тоа што зимава ние ќе имаме огромни сметки. Чекај, таму беше поетот директорот? Не. Во Рек Битола, да, поетот е, да. Поетот, да. Поетот што пишуваше песни за Заев, Васко Ковачевски. не, он е на државната компанија на електро. Предходно беше таму, и тоа беа најголемите криминали. Електрани на Северна Македонија, нели, Да. СМС. Ајде се викаш и се Кога беа најголемите криминали, твое беше, мислење. по моје мислење, најголемите криминали, Васко Ковачевски беше директор таму. Но, значи, тогаш Значи не е он не е во Рек Битола. Рек Битола е дел од системот на ЕСАМ, да бидеме прецизни, меѓутоа преку него и тој е човекот кој што Он ги се спомнува потпишува во кричната договорите. пријава. Да. Значи се споменува во кричната пријава. И сега само не знам колку време имаме. Од режија кажувате што 5 минути ги гледам таму, да. Добро, работата е што сега баш освен ми дава овие, да го студијата и ќе завршуваме. освен овие четворица луѓе директно засегнати, добра забелешка, не е функционер ПС Вице Заев, меѓутоа, значи раководи има влијание врз огромен број на Иако функционерот многу функционери. Иако брат му веќе 8 месеци не е на Добро власт. се, брат му веќе 8 месеци од една кафеана во ресторан во Струмица е вистинскиот премиер на Република Македонија. Така мислиш, нели? Ова по По твое мислење. е ова. По моје лично За доследната поставка ќе треба после по моје лично завршен мислење програм. и според извори од најдлабокиот СДСМ кој што ни пришли на мене. По моје лично мислење, у моментов премиер на Македонија е господин Наталија Ахмет и овие се негови неми послушници, кои имаат нешто дел од колачот. Така. Тоа е по моје лично. Добро, но да се вратиме се значи на темава. Значи во моментов имаме еден сериозен случај, не ако ова беше заробена држава, како да го наречеме? Пропадната и заробена. Пропадната и заробена држава. Може ја да дадам поубав збор, така по Деца гледа да се. силувана држава. Можеме Злоупотребена држава. Може. Злоставена држава. Злоставувана држава. Да. Злоставена И сега држава. клучното прашање го постави Жидас, како понатаму сега. Според мене, прво е потребна промена на власта, а потоа наместо да продолжи да врти каруселот и игранката,
потребно да се вратат некои критерии. Камионот барем на 8 сата да го застане. Не. Значи да речеме, без Не мислам барем Добра, критериуми. мислам на ова критериумите да кажам. Да, Значи за критериумите. Сеќавате ли која беше прва работа меѓу првите закони кои што ги смени СДСМ као да е на власт? Тоа беше Па сигурно закон облажување на некои критериуми Не. при избор на... Во законот за влез во за јавни набавки. законот за влез во Академија на судии и обвинители Облажување беше критериуми. елиминиран просекот, 8 бол, беше елиминирано познавање на англиски, верифицирано со надворешен тест. Образложение до ден денеска не добивме зошто е тоа така. Меѓутоа и тука не им беше, и тоа им беше малку. Се сеќавате, наместо тестот да го спроведува Академијата за судии и обвинители, сеќавате ли кој го спроведуваше тестот? Кој? Драги Рашковски во компјутерскиот центар на правниот факултет. Јас и Ја не го го памтиме заборавам. затоа што одамна ти си излезен како професор, ја како студент. У моје време Драги Во беше твое хит време- на факултет. Во твое време И- што се случуваше во тој компјутерски По центар? моje мислење у тоа време додека Драги Рашковски го владееше тој систем, можеше да се плати за да се положи испит. И има што вака, гледајќи го неговото последователно действување и баш не е нешто многу за неверување. Исто така во За жал се зборува за плаќање во различни форми. Не, Така, да, а дури има и еден случај кој сега ќе го според отворам мислењето и на кој може прв пат јавно ќе го кажам, по моje мислење, по мои сознанија, таму си има случајно професорот Балајджиев да стави оценка неколку месеци по неговото пензионирање, односно да не стави оценка, Односно други да стави, нема. оценката да биде ставена во компјутерскиот систем од, по моje мислење и мои сознанија, од страна на Драги Рашковски. Добро. И еве по моje мислење и професорите од правниот факултет ова го детектирале и го дознале и заседавале по ова прашање, но одлучиле да не преземаат ништо за да не пукне брука, затоа што може да се случи многу од дипломите Да, вратиме на- добиени во ова IT време да пропаднат. Да се вратиме. Реформа на системот на влегување на вработување на луѓето во и судство. напредување. И унапредување. Реформа на предпоставам и тоа е твое решение. Реформа на системот на влегување во јавна администрација. Апсолутно државна. Сето тоа е супер и може веројатно брзо со некоја Стрелање, власт да потребно се ништо. оствари, меѓутоа што со чистката Доста во беше. обвинителството и во овие процеси. Например, во некои земји се заговара румунскиот обвинител да дојде и да ги реши проблем. Значи странски се заговара. Вие мислите ли дека тоа би било решение за нашиве Па, случаи? искрен да бидам, кога беше тоа популарно, ми делуваше како една интересна идеја, меѓутоа, во моментов ќе ви кажам дека тоа е само една фантазија, која што сите ја имаме, затоа што правото е еден систем, кој што за да го разбере човек треба да го зборува јазикот на таа земја, да биде образован низ врвните правни институции на таа земја, Кои не постојат? да одел низ судските ходници, обвинителството и така натаму, решението не може да се увезе од било каде, решението е тука. А мислам дека луѓето сами ни се цртаат сега. Јас сум поише за IT Само решение. да се не може тоа. Јас Не, сум судење тако Не постои artificial не постои intelligence. таква Да нешто. бидеме прва, пошто инаку веќе не им верувам на Што никој. не постои така. Не. Да не претеруваме, да Чекај сега. значи да заврши. Ајде што реално да зборуваме. Што реално да Ова се зборуваме? фантазии, значи никаде во светот. Чеке, ти веруваш дека оној гнилеш, онаа стока, оној непотизам, оние што со 300 у задни 50 години не уништуваат, целиот систем го зграбчија, заедно со олигарци, заедно со политичари, дека тие истите сега ќе не спасат, еден чесен обвинител нема. Еден. Еве го воја го. Еден. Па не е веќе обвинител, Ама- бивш обвинител. Ради Што тоа е каже во чесен. мојот, каже Каже. дека има луѓе внатре во Каде бе, кои се тие што ги Па, каже, него слушнат тоа. Па него слушне бе како сакаш кој прашаме ќе ни каже. Нема такви, многу малку. Не си во право. Не Мнозинството се се такви. мнозинството не си не во се право. такви. Не си во право. Е сега ти кажам, Не си во право. И не само тоа, сега знаеш че ги набредуваме нашите гости. И ја и ти што сме ги викали и Горан и Драган што кој ги бе? викале. Кој? А адвокатов што го викат на Шо? Драги стариот. Па не е обвинител. Без разлика, не доаѓа од тој правен систем.
ама сега немој така да зборуваш се. Доаѓа од правен Значи, може сега- адвокат. Ќе ви дозволите ли многу полесно Живе, да се многу полесно да си домаќин на емисија како гости, ако ти дадат збор ќе си кажеш нешто. Господин Драги Рашковски, прескам прекинавте 2 пати. Четворицата Ти сакаше да го фалиш и не те прекина. Четворицата луѓе кои што ги спомнавме, нели едни од неја дефинитивно функционираат, тројцата се функционери. Не се единствените кои што ќе се спасат од тоа што господината позади Вилма Русковска ќе биде најверојатно според моите информации веќе донесена политичка одлука, тоа некаде во Little River, како се вика, мала речица, дека Вилма Русковска од утре веќе нема да биде обителка, таа ќе биде долготрајно од страната, од долготрајно таа веќе претензија, нели нема да може ни да оди во Еве јас сум Златар Стар. да продолжи, не е важно. Значи, господинот Драги Рашковски. Драги Рашковски, неговиот предмет го водеше обвинителката Ивана Трајчева се вика, која што заедно со Русковска е исто така суспендирана. Таа го водеше предмет со Мухамед Зекири. Значи, може би се повеќе по ваше мислење функционери Значи, затоа велам, четворица плюс 20 и уште неколку други што се помала класа, да речам. Значи, 20 генерални секретари на владата утре може да бараат изземање, тоа го спомна и во Димовски преска, може да бараат изземање на обвинителот доколку биде Русковска исклучено суспендирана. Значи, ќе се утврди дека таа, знаете во американскиот систем како е, ако некој обвинител го фатат во криминал, сите претходни случаи што ги водел, паѓаат. И во нашиот случај, иако не е таков, нашиот случај не е американскиот, Тоа се вика, на амерички се вика мистрајал. така. не е дојдено од судски процес во овие. Да, не. Никај разгина тоа, значи ако го фатат во криминал и ако се утврди дека тоа се во случаите било пренесувано, значи автоматски се поништува. Така зашто од Не е Стојанова автоматски, ништо не е автоматски, не е автоматски. Кај нас не е различен системот, треба да има, како што кажа студиката Ристова преска, треба да има ревизија и така натаму и така натаму, меѓутоа јасно е во ваков политички контекст дека овие луѓе ќе се спасат и тука Златев во право кога вели дека ќе се случи да после 3 месеци, 6 месеци, 1-2 години овие луѓе се седат од дома, тече процесот, ќе застари и така натаму и така натаму. Види, ти има сериозни политички притисоци, не само од власта, кои там обвинители и судије. Таму се мотаи разноразни дипломати едно друго. Тоа е форма на притисок, извини. Според мене. Меѓу другото, да. И тоа е насочување за тоа како треба да се суди. Не постои ни совршен систем, не постои совршена дипломатија, секоја дипломатија бара некои интереси. Нема зошто се мота дипломатија. Повеќе сакам нови формално правниот аспект да се задржиме. Значи, многу е битен моментот каде што Јовески ја суспендира Русковска и Трајчева и уште една обвинителка, се чини дека од Гостиваре, не е важно, заради тоа што таа извршила претрес кај Арафат Муареми во финанската полиција, немала право да гони, тоа е на Јовески официјално соопштение, немала право да гони луѓе со полициски овластувања или полициски службеници. Нешто што е абсурд, заради тоа што јас пред некој ден го читав Како си полицајец може да гони услуги? Не, законот за јавно обвинителство, тој го одзема, вели вие не смеете да гоните, а во законот за јавно обвинителство, јас што сум лаик за право, многу јасно прецизно пишува член 32 и 33 дека има право да гони, тоа не е право, обврска е, значи обврска е да гонат луѓе со полициски овластувања. Ако вика, ако тоа помине се безсмислува секој обвинителски претрес. Настрана што Русковска, тама нали ја менува Русковска, ја менува Лиле Стефанова, која што гонела претходно полициски службеници. Како гонела? Овластување и дала Вилма Русковска. Значи, толку е чиста ситуацијата, јас се прашувам како Јовески, денеска на Facebook напишав еден статус, му кажам дека во Германија судат луѓе од Втората светска војна имаат по 100 години, слушам се некои муавети дека тој се надело дека ќе влезе во уставен суд и дека идната власт нема да го гони, ќе биде многу стар. Не може да се спаси од вакво нешто. Законот е толку прецизен, толку јасен, што е јасно дека тој свесно го крши. Не е нешто да интерпретираш прашање, па може вака и може така. Не, Русковска има право и дава овластување да се гонат луѓе со политички овластувања. Значи 10-0. И го ми дозволите само за крајот. Хајрула се вика човекот што утре ја води постапката Цесилиската комисија ја води, само Хајрула го се бори в името, човекот од Сара инаку, тој е виш јавен обвинител од Скопското јавно обвинителство, се вика
Мустафа Хајрулаји, тој е човекот кој што утре ќе председава со дисциплинската комисија против Русковска, а тој е човекот кој што лани некаде во март, сакам да кажам порталот, објави дека во неговото обвинителство, Диливер Бектеши се вика обвинителот, чувале предмет, Титаник 3 е тоа предметот, дуи двајца луѓе, Исмет Гури и уште еден човек го заборев името, и него давале на апелација за да може апелација да пресуди, во меѓувреме ги дали пасошите. Тотално надвор од сите процедури и сите закони. И внимавајте, Јовески го знае предметот, го знае случајот, него носи на дисциплинска постапка, го заборив повторно името, Хајрулаји, човек што утре ќе заседава. Мустафа Хајрулаји не е воопшто санкциониран. Тој е човек што требало да биде пред дисциплинска комисија, тој сега утре, и замислете ако Јовески него гонел него, а сега Јовески има интерес да биде Ќе мислите дека тоа може да се оправи? Знаеш како? Нашата задача. Не, гледај како ти на работа. Нашата задача која е? Ние не можеме да немаме магично само јавноста може да определи. Нашата работа е да го кажеме Гледај ова. како отиде на работа. Овде нема назад. Ова треба од Ама нула. не, од нула и нема да биде од нула, него. Гледаш светлова, ги гледаш. Ќе идува, ќе го направиме. Значи, ги гледаш светлова. Дали ги гледаш светлова? Липчов, ги гледаш светлова. Добро. Токму заради тоа ние сме сите долго во јавноста. Мене ми Затоа личи што дека пресветлата. во овој случај паѓа обвинителка како што падна СЈО. СЈО имаше некоја вредност да се искористи за одредени политички и правни процеси. За промене има. Знаеш зашто не си во право? Нема каде подолу да падне Жидас. 8% довербата е од американската не, власт. да се го право, сака да каже беше завршена работата, патриотите се во затвор, луѓето има Македонија политички затвореници што лежат 200 и кусур години затвор. Ја заврши Валканата работа. Само дозволите ми уште еднаш кажам. Ги одбрала како се онака по лик. И тоа самата Ова се сега политички интерпретации. Јас сакам да бидам конкретен. Мустафа правна Хајрулаји, интерпретација по лик. Мустафа Хајрулаји, човекот што утре ќе ја суди Русковска, е човек кој што е фатен на примерки. Не директно, не е тој седен директно. Седен е друг човек, По твоја мислење? по моје мислење, е фатен како издава податоци за истрага што ја води јавното обвинителство на Русковска. И тој човек не е по дисциплинска комисија, тој човек е председател на комисија која што ја гони Русковска, каква е сака нека е. Кој предмет? Ова е се што треба да Не можам да знаете кажам за кој Македонија. предмет, но суштината што е, ако ми додите да завршам само. Ние, Златев, сме овде, еве овакви партизански услови и многу сум среќен, еве Што е пола студио, пола сауна ова. И се, да, не знаат колку е топло. Гледачите, и се извинуваме на гледачите, слушам јас Али тука, и сауна е дека- добра, правиме детокс на организмот, така И што се извинувам на сите што не слушаат, има многу реакции дека лоше тонот, меѓутоа тоа е, ние мораме партизански мораме да ги кажеме работите, кој ќе разбере, ќе разбере. Затоа реков за Ова е прочен доказ во колку заробена држава функционираме. Вие во партизански устои со лош тон морате на гледачите да ги дадете некои факти и мислења да ги имаат во пред. Ама Жидас мора затоа што ја еве на Боша пијаде потешко му било сигурно. И на крај направиле нешто што личело на држава. не, ама сакам да кажам дека Ама не викале дека гледате- обвинители од фашистичка власт може да ги оправат. Гледате што се случува во кога јавноста нема увид какви чудовишта растат во темнината на обвинителството, судството, во власта и така натаму. Единствен начин за борба е овој јавност. Јавноста е тој кој што Од режија велат дека треба да затвараме и се тие имаш Последната минута, ајде. Последната- Не, јас последната последна- минута, туку само сакам да кажам дека е рашомонијадата поврзана со македонското судство, која што запозна со создавањето на еден парасудски орган, односно специјалното јавно обвинителство, продолжува и утре. Рашомонијадата продолжува со суспензијата на обвинителката Вилма Русковска, позната како обвинителката која што ги процесираше патриотите кои што лежат во затвор преку 200 години, единствените политички заробеници во моментов во земја на Советот на Европа и потврдени исто така од неколку судски органи од неколку земји од Западна Европа. Но во текот на утрешниот ден таа настрадува затоа што се дрзнала да влезе во делот каде што крупните политички криминалци во Република Македонија си ги делат парите
крупните политички криминалци кои што во моментот се наоѓаат на власт, кои се дел од СДСМ, кои што дел од ДУИ и кои што ги имаат злоупотребуваат институциите кои што треба да владеат со Република Македонија. На овој начин тие направија и промена на име и бугарски договор. Во меѓувреме дека течеа сите овие работи на обезличување на Македонија, гледаме дека работеле и на полнење на своите бисеđи, кои јавна овој народ и На што? најтрагично полнење на нивните бисеđи. Што се На кон, да се стават на кон, како џебови, се стават. И дека единствен начин на кој што можеме да застанеме на пат на оваа трагедија со која се соочуваме е јавноста, изјаснување на нашите сознанија во јавноста, според нашето мислење и според дојавите кои што ги имаме од нашите гледачи и слушатели. Почитувани дами и господа, Време е Горан да извади од бисагите некој денар и да части пиво. со тоа јас го затвараме аудио и видео подкастот на express.mk на програмата која што ќе следиме во следната сезона 2022-2023 година. И покрај тоа што се наѓаме вакви импровизирани услови, ние понатаму ќе продолжиме да зрачиме, да дебатираме, да изнесуваме податоци. Почнуваме малку порано отколку што имавме намера, меѓутоа почнуваме токму вистинскиот момент, во моментот кога во Република Македонија ќе се случи уште едно ново зоставување и силување на правната држава. Тоа беше Експрес МК, видео подкаст, аудио подкаст, во кој што учествува Љупчо Златев, Горан Момировски, професор Жидо Заскаловски и јас Ивица Боцевски. Со ова се одјавуваме од денешната емисија.